Елиезер. За патот. За вистината. За животот. Поздрав, здраги слушатели! Сите минуваме низ тешкоти и разочарувања, периоди на стрес, нервоза, анксиозност, можеби депресија. Животниот притисок не умалаксува, не уморува. Во такви периоди живееме со чувство на тежина, загрижени за нашето здравје или за здравјето на некој член од семејството, или сосем некоја друга причина која ни ја одзема радоста. Најчесто го имаме ставот дека штом помине тој период, повторно ќе бидеме среќни и опуштени. Во книга Неемија, 8 глава, 10 стих стои: Радоста пред Господ е подкрепа за вас. Без нашата радост нема да бидеме во можност да ги издржеме нападите. Радоста е директно поврзана со нашата сила. Без радост нема да бидеме способни да издржеме позицијата, притисокот од одредена животна ситуација, фрустрациите од работа или влошената здравствена состојба или односите со одредена личност. Причините се различни и многу, а резултатот е ист. Немаме радост. Почитувани, започнува Елиезер. Дали некогаш радоста сме ја гледале како неопходност? Кога ја гледаме радоста како извор на сила, тогаш сигурно дека таа ќе биде позастапена во нашиот живот. Ѓаволот ќе ги употреби сите начини и методи само да ни ја згасне радоста. Сигурна сум дека сте имале случка кога во одредена ситуација се било одлично и кога одеднаш некој ваш близок, дали член од семејството или пријател, само со една невербална акција или збор ќе ја упропасти целата таа радост и пријатно чувство што го имате. И да, вие не сте виновни, туку тој или таа од другата страна. Но, важно, радоста исчезнала и настапила потиштеност, можеби лутина, гнев. Ѓаволот и тоа како знае кое копче да го притисне за ние да влеземе во неговата арена. Тој знае дека доколку немаме радост, ние ќе ослабнеме и ќе бидеме лесен плен. Ако не одржува, обесхрабрени, разочарани од притисокот, вознемирени од тоа кој ни наштетил, во страф од медицинскиот извештај. На тој начин ќе не победи во секоја област. Понекогаш чекаме од небесниот татко тој се да направи, но треба да го сработиме и нашиот дел. Навидум изгледа невозможно, но и тоа е тренинг. Да бидеме свесни и свесно да реагираме во таквите ситуации, се со цел да бидеме цврсти и издржливи. Може би имаме представа во нашата глава дека издржливоста се однесува само на физичката издржливост, кондицијата. Но треба да бидеме и емотивно, психички и духовно издржливи исто така. И за тоа е потребен тренинг. И тоа се учи.
24 стих од Псалм 119 или 118 според православниот превод гласи: Овој ден е што го создаде Господ за да се зарадуваме и да се развеселиме во него. Овој стих укажува на донесување одлука дека ништо нема да ми одземе радоста затоа што овој ден е направен од небесниот татко. За да го оствариме ова, треба да бидеме проактивни. Кога се будиме наутро, мора да донесеме свесна одлука дека ќе се радуваме на денот што го креирал небесниот татко. Само за нас. Дека ќе се смееме, дека ќе бидеме благодарни, дека ќе го гледаме доброто во денот. Да, може и да е тешко, но небесниот татко се уште седи на својот престол и се грижи за сите они кои го бараат. Како што укажува неговиот збор. Посилен е оној што е во мене, отколку оној што е во светот. Кој може да е против мене кога небесниот татко е со мене? Во Евангелие според Јован 16:33 Исус говори: Во светот ќе имате маки, само не плашете се, зашто јас го победив светот. Да, нормално е човек да не се смее, да не се радува во тешки ситуации, но дури и тогаш треба да се подсетиме на зборот што ни го кажува Исус Христос. Зошто? Затоа што радоста не е само чувство, туку сила, моќ. Мора да признаеме дека вака изгледа и звучи чудно и нелогично, но кога подлабоко ќе размислиме, сваќаме дека е така. Божјата радост е извор на сила, издржливост, храброст. Ако ја прецепираме радоста како неопходност, како што ја гледаме водата како неопходна за живот, тогаш ќе ја практикуваме и внесуваме секојдневно. Павле и Сила, кога беа ставени во затвор, не се препуштија на дадената ситуација, туку пееа, како што пишува во Апостолски дела 16 глава. А стражарот, штом прими таква заповед, ги фрли во внатрешниот затвор и нозете им ги стегна во клада. Во полноќ пак Павле и Сила се молија и го славеа Бога, а затворениците ги слушаа. Одеднаш настана потрес голем, така што и темелите на затворот се поместија и веднаш се отворија сите врати и оковите на сите отпаднаа. Штом тие, со нивната радост и славење на Бога добие слобода, зарем нема и ние да добиеме слобода од нашата ситуација? Лесно е да се биде радосен, расположен, кога се оди добро, но тестот е кога е обратно. Кога луѓето се однесуваат неправедно спрема нас, кога ситуациите не се фер, како што кажуваме, ни криви, ни должни, трпиме некаква штета. Oh, I am your breakthrough. I am your breakthrough. Just turn around and watch me come through for you. 'Cause I am your breakthrough. Yes, I am your breakthrough. It's my joy to come and break through for you. Just watch and see. Oh, can't you feel it? I'm coming to your side, and I'm breaking through for you. Everything that's hindered you, everything that stood against you, I'm coming to your side, and I'm gonna break through. 'Cause I am your breakthrough. I am your breakthrough. Everything you need is found in me.
а да пробаме нешто што досега воопшто не сме го примениле? Имаме ли нешто да изгубиме? Не. Едно од најтешките нешта е да се декларира, да се зборува обратно од ситуацијата во која се наоѓаме. Фактичката состојба е таква каква што е, но наша задача е да ја пророкуваме нашата иднина како да е сегашност. Наместо да се жалиме, да го славиме небесниот татко за неговата добрина и верност. Наместо да бидеме незадоволни, да бидеме благодарни за се. Едноставно, некои работи во животот треба да се прават свесно и со вложена снага. Имено, Божиот збор гласи: верата доаѓа преку слушањето, а слушањето преку Божиот збор. Да ја практикуваме радоста свесно и намерно. Во книга Неемија 8 глава пишува: овој ден е свет пред Господа, вашиот Бог. Не тажете и не плачете. Истото важи за нас. Небесниот татко нема да не остави. Не може да се оспори фактот дека ни се случиле лоши работи, но небесниот татко не сака да останеме во таа состојба. Потребна ни е радоста за да зачекориме во новите работи што тој ги има подготвено за нас. Во послание на апостол Јаков нагласено е: радувајте се, браќа мои, кога ќе паднете во разни искушенија, знаејќи дека испитувањето на вашата вера создава трпеливост. Трпеливоста пак нека ви биде совршена работа, за да бидете совршени и целосни, без никаков недостаток. А во послание на апостол Павле до Филипјаните тој пишува: браќа, јас не мислам дека сум го достигнал тоа, но едно правам. Го заборавам она што е зад мене, а се стремам кон она што е пред мене. Трчам кон целта, кон наградата на горното призвание од Бога во Исус Христос. Да се подсетуваме на ова секојдневно, иако не е фер, иако не го сакаме она низ што го поминуваме, но одлучуваме да биде Божјата радост со нас и во нас. Дека не очекуваат нови успеси, напредувања, нови случувања, нови личности. И да бидеме сигурни дека небесниот татко ќе го присили ѓаволот да ни плати за сторената штета. Во Соломонови изреки 6 глава стои: не му проштеваат на крадецот, ако краде за да си ја насити душата кога е гладен. Ако го фатат, тој плаќа 7 пати повеќе, го дава целиот свој имот. Понекогаш немаме друг избор освен да ја надминеме ситуацијата. Мора да ја надминеме. Фокусот мора да не биде во небесниот татко. Во спротивно, ветровите на злото можат да не одвеат во погрешен правец. Ние сме како бунар. Сите диви растенија, тиња, камења во бунарот представуваат нашите тажни спомени. Мигови на разочарување, чување гнев и потреба за одмазда, непростување било на други или на себе си, одложувања, неуспеси, вина, грешки, затворените врати, пропуштените можности и што уште не. Да го исчистиме бунарот за да можеме да ги примиме небесните благослови. Овој ден е подарок од небесниот татко. Овој ден е свет. Да ја избереме Божјата светлина, милост и радост. Драги мои, се радувам што го слушате ова издание. Во прилог молитва за радост, со желба Божјата радост да биде дел од секој ваш животен миг. Поздрав до следното издание. Бог на надежда ме исполнува со секаква радост и мир во верата. Та преку силата на Светиот Дух мојата надеж се преумножува.
Бог ми дава мудрост и разум и радост, бидејќи тој дава на човек кој е добар пред лицето негово. Јас го јадам радосно лебот свој и го пијам напитокот свој, што Бог има наклоност кон моите дела. Очекувањето моје радост, животот мој е во милоста негова и тој ми дава наизутрина голема радост. Се утешувам со Господа и тој ми го дава она што срцето моје ќе го посака. Блажен е оној кој го има тоа, блажен е оној на кого Господ мој Бог. Секогаш го гледам пред себе Господа, зашто тој од мојата десна страна, за да не се поколебам. Заради тоа се возрадува срцето моје и воскликна јазикот мој, па дури и телото моје почива во надеж. Оти ти, Господи, нема да ја оставиш душата моја во пеколот, ниту пак светецот Твој ќе види распајање. Мене, Ти си ми го исполнил срцето со радост поголема отколку кога ќе се роди во изобилие пченица и вино. Затоа мирно легнувам и спијам. Оти Ти, Господи, си ми влеал надеж да живеам без опасност. Се радувам и се веселам во Тебе, му пеам на името Твое Севишни. Ти ми ги покажа патиштата на животот. Со радост ме исполнува Твоето лице, вечно блаженство е во Твојата десница. Господовите повелби се праведни, го веселат срцето, Господовата заповед зрачи светлина, ги просветлува очите. Ти ја претвори тагата моја во радост, го симна од мене товарот и ме препаша со веселба, за да Те слави душата моја. Кога се намножуваат тешкотиите и во срцето мое Твоите утехи ја развеселуваат душата моја. Твоите сведоштва ги примив како вечно наследство, зашто тие се голема радост за срцето мое. Многу се радувам во Господа, душата моја ќе се развесели во мојот Бог, зашто Он ме облече во спасителна облека, ми облече облека на правда. Ги најдов зборовите Твои и ги проголтав. Твоето слово ми е за радост и веселба на срцето мое. Од името Твое призивано врз мене, Господи Боже Саваот. Макар и да не процути дрвото, и да нема плод, и да откаже маслината, и добитокот да не остане во трлото, јас и тогаш ќе се радувам во Господа и ќе се веселам во Бога на моето спасение. Господ Бог е мојата сила. Он ќе ги направи нозете мои како на елен и ќе ме поведе по височините мои. Господ ме ослободи од мојата пресуда. Го изгони непријателот мој. Нема повеќе да видам зло. Се радувам, затоа што моето име е запишано на небесата. Барам и ќе добијам, за да биде радоста моја полна. Секогаш се радувам, постојано се молам, благодарна сум за се. Оти таква е волјата Божија во Исус Христос спрема мене. Ја следевте емисијата Елиезер со Елена Ѓурѓевска-Костадиновиќ, под покровителство и во соработка со Исус Христос и Светиот Дух. Елиезер.